Добро вечер, јас сум Васко Кефтов во емисијата во Центар на Алфа телевизија. Во наредните 50 минути вие ќе бидете на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе гледате вечерва, почитувани гледачи. Кога македонските навијачи пеат, нека разберат клетите шиптари. На кого мислат? На Али Ахмет или на Мендухтачи? Па се надевам дека и двајцата се иста категорија. А кога освајате Солунско поле, Боме Келеп ќе беше тенкист или пешадинец? Беше и ќе биде најдобриот плеймейкер. Да не ви падна паричката на бадник? Да. Па имате затоа среќа, затоа и на лотарија ви падна, затоа ви излекува на лотарија дојте со ова навијачка група на ВМРО ДПМН. Ја случајно аплицирав. Дури мислам дека она песна Саша ја пеат, нека разберат клетите шиптари, можеби ќе ја сменат со тек на време, нека разбери клети од Беличенец ќе ви ја пеат. Па нека пеат. Главниот настан минатата недела или изминатите 10 дена беше петтото место на македонските ракометари и еве го за почеток нашиот поздрав до нив. Дали со тие нус појави кои со себе ги носат спортот и навањето, ние можеме да го определиме или да го измериме степенот на контаминација на македонската политичка и општествена сцена. Успеваме да победиме големиот македонски празник и носи среќа на нашите ракометари. Во екот на најголемите навивачки страсти, групацијата Разбуди се излезе со критика до македонските навивачи дека со своите песни ги навредуваат албанските чувства. Кога македонските навијачи пеат, нека разберат клетите шиптари. Македонско име нема да загине, на кого мислат? На Али Ахмет или на Мендухтачи? Па се надевам дека и двајцата се иста категорија. Мислам, кога се употребува тој назив кој меѓу албанците се сваќа погрдно, бидејќи начинот на кој се употребува е погрден. Мислам дека се сите во иста група, и јас, и Али Ахмети, и Тачи, и сите други албанци кои живеат. Може би лекот е Муса Џафери. Муса Џафери вели, јас не слушнав. И знаете, се однесува малце ко домазет, ниту слуша, ниту гледа. Искрено да ви кажам, и јас кога беше самата утакмица, не го видов тоа, не ја гледав утакмицата. А роднини сте со Муса Џафери? Не. Мислам да не е нешто генетски, пошто ни он не слуша, ни ве не слушате. Не, јас не гледав утакмицата, не дека не слушав. Не, ве поздравија 3-4 пати, ве поздравија со песната, да. Кога видов на интернет, видов што се случува, бевме убаво поздравени. Направивте таа тепачка на калето како Разбуди се. Дел од раководството на Разбуди се беше и санкциониран казниво. Ако не се лажам, вие бевте 3 месеци со затворска казна, условно 2 години. Зошто ја направивте целата таа тепачка? Веќе тоа беше на поприлично силна ѓурултија, која во еден момент минатата година, значи пред една година, ги донесе тие меѓуетнички односи на еден рап на сериозен инцидент. Како прво, јас морам да го истакнам тоа дека јас лично таму не бев, така да не можам директно. Како сте осудена, не сте биле? Не бев таму. Што и како се случи, видов од тоа што видов на телевизија. Добро, како тога сте казните, не сте биле таму. Вие сте дел од раководството на Разбуди се, веројатно колективно сте казните. Јас сум најверојатно казнет затоа што сум во претседателството на раководството на Разбуди се и ќе го прифатев тоа како такво, ако казната беше затоа што сум дел од Разбуди се и ако некој мисли, свесно ли влеговте? Мојата казна е учество во толпа, спречување на службено лице, вршење службена должност и учество во тепачка. А јас физички не бев таму, така да. Добро, господине Кривца, свесно ли влеговте во тој процес да предизвикувате меѓуетнички инциденти? Апсолутно не. Тоа го направивте и минатата година. Тоа го правите и минатата недела. Ви минатата недела дававте соопштенија, единствено вие, после овие навивачки слогани, клетите шиптари, нека разберат дека македонско име нема да загине. Единствено вие реагиравте. Да. Че свесно и тоа услови, и тоа во услови. Ние реагираме, диумите реагира, политичарите институционално, да. И тоа во услови кога Македонија навија, да речеме, тоа се навијачки песни. Мислам дека би требало можеби да имате малце поголемо разбирање. Слушайте, тоа не е навијачка песна, тоа е стара, убава стара македонска песна која сите кои ја знаат дека не е така. Може да испееме било кој
да се стави во тој така се навија 20 или 30 години во Македонија, вие наоѓате баш сега да реагирате како Македонија постигна големи спортски успеси. И луѓето тоа го сметат како обид да се стави дамка на еден спортски успех. Од моја страна јас тоа го сваќам како на еден начин недозволување и јас да имам право да се радувам на тие успеси на македонската репрезентација. Два месеци Роберто Беличенец беше персона нон грата во македонското патриотско милие со својата критика на песната "Излези момче на тераса". Господине Беличенец, вие не сте Гоцева тераса. Не знам што значи тоа. Мислам, мене Раса која се спомни, против Гоцева тераса. Ја Раса можам да го толкувам во еден единствен контекст во кој што се толкува во политичката наука. Или ајде не речеме Гоцева тераса, да речеме песната "Излези момче на тераса". Јас претпоставам дека после тоа што го напишавте, вие ако сте имале тераса, сте заградиле да не дојде некој да ве фрли од тераса. Па имаше жалба за таква работа, изразена и преку закани на Facebook. Меѓутоа, искрено се уплаши во тој период. Замолча. Целта им беше постигната во тој период, некаде околу 60 на дена бев страшно малце активен на социјалните мрежи, затоа што тоа предизвикува реален страв, затоа што не знаете на кого ќе му откачи спиралата кога некој бил да... Имавте реални закани? Да. Реални закани по живот на деца, по живот на фамилија и така натаму и така натаму. Да, вие излегувате со став дека тоа е расистичка песна, дека тоа е асоцирано одредени територијални претензии кон Грција, дека тоа не треба да се пее. Зошто? Тоа е чисто една навијачка песна. Такви песни се пеат секаде по сите стадиони во светот, знаете, таму тоа. Не се членови на Академија на науки и уметности, тие се обични деца навивачи. Значи така национализмот влегува во мејнстримот. Значи се да се расчистиме, проблем е за тој малиген национализам кој што овде оваа песна буквално има две страшно опасни тези. Едната е територијална претензија. Не навлегувајќи. Тие деца ќе направат територијална претензија кон Грција. Не навлегувајќи во реалната остварливост. Значи, знаете како доволно е вие некако да му садите идеја и таа идеја да тлее, па некој да направи глупост после некој известно време. Војните во бивша Југославија почна на стадионите, да не се лажеме. Добро, вие крикнавте за тоа. Вие крикнавте против тоа. На еден начин. Јас само го нотирам. Јас не би го сметал да за крик затоа што јас тоа не го рекламирав на сите страни. Јас само тоа го нотирав. Тоа го нотирав на неколку Facebook профили. Беше експлоатирано медиумски. Со една единствена цел. Луѓе, радоста е радост. Меѓутоа во таа радост некој се обидува нешто друго да ви прошлепа. И денес таа песна е пеат и на крварите, таа стана химна. И гледате колку вие поише плюкавте по таа песна, луѓето повеќе ја прифаќа. И се тука има две дилеми, односно две стојалишта кои може да се изнесат во однос на сето тоа, дека целата ова групација која застана можеби против таа песна има мал авторитет во јавноста и дека како вие напаѓате таа песна, луѓето повеќе ја прифаќаат, што можеби господине Величенец треба да размислите да ја фалите песната, па луѓето може ќе одбијат. Пропагандната техника на лепење на аналоги кои што не постојат во реалноста до совршенство е доведена во последниве години. Знаете се, на пример, апсолутно насликани сте така како што апсолутно не сте. Значи, вие сте сместени од почеток во една одредена категорија. Предавничка. Да, па дури еве да речеме да сте верник, во главата на тој што е пука. Значи, вие гази дури и правото да имате вероисповест, ве сместува во атеисти, затоа што тоа е сликата која што него му е проектирана. Не постоиме ние како реални луѓе. Ние постоиме како хартиени мети, врз кои што треба да се пука. Кога гледате Ракомет сега, си потпемнувате песната "Излези момче на тераса", сепак мили навивате, сакате државата стана химна на тоа. Не, син ми ја пее и не го спречувам да ја пее. Не го спречувате? Не. А добро, ако имате рогендан, пријателите не ви ја нарачуваат таа песна да ви честитат рогендан? Господине Костовски, колку средства се потребни да стани еден тим европски шампион, кој што стана Кометал 2002 година? Во Кометал имам инвестирано околу 21 до 22 милиони долари. Говорам долари, бидејќи тогаш беше дел во марки се претвара, бидејќи целиот мој бизнис беше фактички во долари, знам колку ме чини како долари. После тој голем успех на Кометал во 2002 година, Трифон Костовски на сите анкети важеше за најпопуларен политичар во Република Македонија, иако тога се кандидираше за претседател, ке беше избран на таа функција. Кометал шампионе, играј
2002 година Кометал стана европски шампион, многу мина, вела дека тоа е најголем успех на македонскиот спорт последните 20 години. Во тој момент вие сте убедливо најпопуларна личност во Македонија. Тоа покажа таа симбиоза помеѓу спортот, популарност и политиката и многу вела дека ако тога се кандидиравте за председател, ви убедливо ќе победевте на тие избори. Може би мојата популарност постигна успех со стигањето до шампионската титула. Меѓутоа, никој пат не сум размислувал да го капитализирам преку политички поени во кои што јас би се наметнал како кандидат за било која функција во државата. Никој пат не сум идеја на тоа, ниту ми била ниту во подсвеста идејата преку спортот јас да стигнам до врвовите на политичката кариера. Не. Кометал шампионе, играј ти за нас. Имам чувство дека сите овие наши големи порази на политички план, порази на економски план, порази да го одбраниме тој идентитет од светот, сите тие негирање на македонската нација, историја и народ, ние сега сите тие порази на некој начин кога да ги канализираме и сакаме целата таа фрустрација која носиме во себе да ја канализираме преку спортот. И спортот всушност да ни биде на некој начин апаурин или аспирин или кој ќе ни поклопи или ќе ги на некој начин покрие сите тие наши порази и фрустрации. Тоа сосема сте во право. Дека објективно нам ни недостасуваат победи. Нам ни недостасува на обичниот граѓани на Република Македонија. Му недостасува чувство да се чувствува рамноправен во една европска заедница, на една, да не кажеме, сцена кај што ќе испадне на паркет, да игра во кој што тој е рамноправен. Тоа е чувството во кој што сами себе уште трагаме по самиот свој идентитет. Случајно или намерно најголем дел од симпатизерите и членовите на ВМРО-ДПМН беа извлечени на таа лотарија која ги праќаше македонските навивачи да навиваат во Ниш и во Белград. Бевте новија надпревари Македонија. Да, што играше. значи, ве видов, да. Редовно ја пратам, значи македонската репрезентација без разлика во кој спорт игра. Пеевте, нека разберат клетите шиптари или Гоцева раца? Па не, значи има песни кои што како македонец ги сакам, има песни кои што како македонец и моето воспитување тиху се не дозволува. Па не, значи едно е да си патриот и да си ја сакаш државата и дожи да навиваш за нејзе, а друго е да вреѓаш на национална база и да поттикнуваш верска и расна мрез. Едно прашање ме интересира, да не ви падна паричката на Бадник? Да, не падна. Па имате затоа среќа, затоа и на лотарија ви падна, затоа ви излекува на лотарија дојте со ова навивачка група на ВМРО-ДПМН. Значи тоа не беше прво, значи навивачка група на ВМРО-ДПМН, јас случајно аплицирав. Значи другар мој ми го прати линкот на Facebook. Како не му падна на Емилијан Станковиќ, на Јане Макрадули, туку на Самуел Малчевски. Па може не аплицирале, тоа нив ќе треба да ги прашам. Може имате среќа. Па може имам среќа. Ке може ли дел да искористам од таа ваша среќа едно лото ливче да ми помогнете? Може и мене ќе ми падне на лотарија после емисијата. Може заедно да го уплатиме па да ги поделиме пари ако сакате. Па и тоа не се кажува, ли ќе искористам дел од вашата среќа. И вака се, значи вие гледате на телевизија, сеите вака, не знаете дека вие сте аплицирал вашиот пријател. Не, значи одеднаш вика Самуил Малчевски. Јас аплицирав. Значи не дека него другар ми го прати линкот на Facebook. Јас аплицирав и 99% тие луѓе беа во ВМРО. Па јас дел од тие луѓе ги знаев што беа во возот, дел не ги знаев. Значи многу голем дел не ги знаев. Значи во Белград, во таа белградска арена беше Андреј Жерновски. Значи тој не е припадник на таа политичка структура. Че беа активисти на Социјалдемократскиот сојуз од Струмица, тие се активисти на Социјалдемократскиот сојуз од Струмица. Значи беа и претседателот Иванов. Јас имам информации дека биле и некои владини министри. Значи таму беа македонци кои што си ја бодреа својата репрезентација. Знаете што ме изненади? Со Владо Бучковски и со Ѓорги Иванов. Владо Бучковски, со Владо Бучковски и со Ѓорги Иванов во сала со такви малери ние да победиме тако убедливо. Тоа тешко може да се објасни. Дечките дадоа се од себе. Па дури таа негативна енергија на Бучковски и Иванов да компензира. Се бореа со срце за Македонија. Народот тоа го сакаше и тоа го гледаше во нив. Без разлика тие дали ќе победеа или изгубеа, тие покажаа дека треба со храбра борба да се постигне до успех. Дали кошаркарите и дали кошаркашката федерација дозволија после тој голем успех во Литванија и четвртото место политиката да им даде автокош?
Господине Демевски, ми се чини дека владата многу подобро го искористи тоа 4-то место отколку Федерацијата кошаркашка. А 1 или 2 месеци пред тоа Марин го погодија со шише на надработнички МЗТ Скопје. Васке ве менува. Немавте пари у Португалија дојте на квалификации, па ги собиравте парите од кошаркарите. И одеднаш кога се направи 4-то место, сите се Боме Келеп, сите се Македонија. Видете, суштината е вие да бидете победници и сите други да дојдат со вас. Ако е тоа поентата, јас сум задоволен ние да сме тие кои што сме предводници у целава ситуација. Кренете раце високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Але, 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 але. Марин Докузевски собираше потписи за одбрана на името на Република Македонија, а сега оди и работи во Софија, односно во земјата која не го призна македонскиот јазик. Перо Анти сакаше да го освои Солунско поле, а сега за драхми игра во Атина. Очигледно беше дека дел од владината гарнитура застанува за тој проект на Марин Докузевски собирање на потписи. Тоа беше политизација на успехот. Зашо Марин Докузевски лани не собираше потписи за европскиот извештај, туку собираше 2 месеци после 4-то место во Литванија. Тоа се работи кои бодат очи, господине Демевски. Тоа не се убави работи за спортот. Веќе влагате во многу незгодни води политички. Зборам како федерација, значи не можеме да речеме дека Марин е поединец. Тој беше селектор во тој момент кога влезе во тој процес на собирање потписи. Во принцип, значи не само селекторот, и ние како федерацијата, сите ние сме луѓе кои што имаат своји видувања, имаат своја тежина да изразат свој став по секое прашање. Значи, тој сегмент од поведението на секој поединец е негова лично право и можност да се даде својот став. Во принцип, јас што можам да кажам дека федерацијата во секој момент, на секој конкретен настан, било позитивен или негативен, имала свој став и отворено го кажувала својот став. Значи, ние како федерација чврсто стоиме позади сите темелни определби на нашата држава и се трудиме најдобро што можеме да ги одбраниме токму на спортско поле. Тука сме најсилни и тука сме највлијателни. Кошаркарите и тој успех во Литванија на некој начин беше промоција на таа навивачка песна "Излези момче на тераса", која во еден временски период доста го подели македонското општество, како што сега гледаме, па и го обединува македонското општество. Некако се навикнавме на таа песна и никој веќе не ја спомнува. Меѓутоа остана Солунското поле неосвоено со таа песна. Перо Антиш не отиде во Солун, отиде во Атина да игра. Песната, јас имав некоја изјава по повод неја, значи тоа е една песна која што е лесно влага во уво, мотивира и без некоја, да бидам искрен, од мој личен аспект ќе коментирам, без некоја посебна анализа на текстот. Ако мене ме прашате, дали вие сте ГГ друштво или федерација? Вие лично ја пеете таа песна или ко представници на Република Македонија? Кога одите да играте на надпревари на ФИБА, одите како клубови или одите како федерација? Знаете, кога ќе ја ставите грбот на Македонија, кога ќе облечете тенерката на Македонија, вие представувате државата. Вие мора да сте свесни што зборите, и што пеете, и што кажувате, и како се сликате. Немате либи ако нешто погрешно сте го направиле. Не, јас воопшто не сакам да се оградам од песната. Таа песна е наша, ја пееме и ќе ја пееме. И како ќе освоите Солунско поле ко Федерација кошаркашка? Зашто влагате од така ефтина политизација? Ако можам да кажам дека... Зашто не го освоите Косовско поле, например? Или Пловдив, туку баш Солунско поле сте тргнале да го освојувате? Нашите територијални претензии лично се однесуваат само на оној подиум каде што ќе се доделуваат медалите во секоја земја која што ќе биде организатор. Добро, ако го освајате Солунско поле, Боме Келеп ќе беше тенкист или пешадинец? Јас се надевам дека беше и ќе биде најдобриот плеймејкер кој што ќе биде и понатаму најдобриот плеймејкер. Успеваме да победиме големиот македонски празник и носи среќа на нашите ракометари. Дали духот на тој вулгарен национализам е денес спуштен од шишето и дали ова Македонија наликува на таа Македонија од пред 20 години, кај се случат некои слични работи, одредени конфликти помеѓу македонците и албанците, одредени конфликти на верска основа, палење на македонското знаме, вевчење и така натаму.
Дали денес на сцена во Македонија, на социјалните мрежи, во младичките групи, на политичката сцена, стапува една постконфликтна генерација или одредена генерација која интелектуално и политички зрела после 2001 година? Дури мислам дека она песна Саша ја пеат нека разберат клетите шиптари, можеби ќе ја сменат со тек на време, нека разбери клети од Беличенец ќе ја пеат по стадиони. Па нека ја пеат. Мислам тоа само покажува колку е тоа. Рековте 2 месеци сте се смириле, па ако ви пеат така може на пола година ќе се смириле. Но тоа покажува само колку докаде сме стигнали, колку сме решили да го ставиме мозокот на страна. Колку принципот на реалност не ни функционира во нашите животи. Колку не сме во состојба да научиме ништо од она што се случуваше во соседството. Колку лесно сме во состојба да бидеме изманипулирани со патриотизмот кој што сите го носиме. Значи, ја не се дрзнувам некому да му кажам дека не е патриот. Меѓутоа секој се дрзнува да ми каже мене дека не сум патриот. Од кај знаете јас како се чувствувам? Значи, тука е манипулацијата која што се случува во овој момент кога на едно возвишено чувство, како што е љубов кон својата татковина, му се додава една шовинистичка фарса од озгора и се прави еднаквост меѓу тие две работи. При тоа, во таа пропагандистичка операција, секој кој што вика чекај, јас ја сакам државата, меѓутоа јас не мислам дека ние треба се што во држава е различно треба да испотепаме, напротив. Различноста е силата на едно општество, не е единството силата. Единството на различностите е силата, а не ако ние облечеме сите униформа. Сте размислували ли концептот да го смените? Гледате вие колку повеќе плюкате по сите овие работи, колку повеќе солите паметот на народ дека треба да се направи компромис со Грција така натаму, народ се помалку ве прима. Може би треба да го смените концептот и да велите и да врескате името него. Ја немам цел. Се извинувам, името него даваме. Па да почнете вие да ја пеете, излези момче на тераса, може тогаш ќе му збогти со народ таа песна, па нема да ја пее. Може треба да смените концептот. Се размислувале на таа тема? Не се согласувам со тоа. Знаете зашто? Затоа што прво јас немам цел. Мојата цел не е освојување на власт, мојата цел не е опикување на народот. Мојата цел дури не е ни масовно влијание во толкава мера. Господине Величенец, вие сте човек кој ги прати медиумите, кој ги следи медиумите, точно видовте што ви направија изминативе 2 години. Значи ве одбра како група, или гем граѓани за Европска Македонија, или било како да не речеме соросоидна група, дополнето или проширено со Гюнер Исмаил или без Гюнер Исмаил. Ви ги пуште овие загари медиумски на власта и политичката борба по Македонија не се водеше помеѓу власта и опозиција. Туку се водеше помеѓу политички или новинарски загари на власта и вас ко гем. И вие тука изгубивте битката. Вие сте оцрнети сега како грешен ѓавол. Вие нас не придавате многу поголемо влијание на целата таа. Не, тоа вие направи таа медиумска мантра, вие направи власта, не јас. Не, во ред, меѓутоа во целата таа констелација вие ни придавате поголемо влијание отколку што реално го имавме и сме сакале да го имаме. Може би вие сте не сакале, може тука е вашата грешка, може несвесно влеговте во еден филм, некадарни да го истуркате до крај. Ова песна навијачка е дел од целиот тој процес. Значи они тотално јасно. Они од вас значи ве излекоа на површина, ве направија мета, рекоа тие се предавници дека се борат за тоа и тоа во Република Македонија и сега на тие предавници мајката ќе ме расплачеме. И вие уште па дотурате бензин на тој оган. Знаете што е проблемот? Проблемот е што вие се соочувате со една длабоко успешна пропаганда која што манипулира на ниско емотивно ниво. Мислите дека не сме свесни за тоа? Свесни сме, меѓутоа, освен апел кон разумот, нема друго оружје. Емоциите можат да бидат добри, емоциите можат да бидат лоши, меѓутоа кога некој ги злоупотребува и добрите и лошите, тогаш вие станувате зомби. Додека не го вклучите мозокот. Еден да го вклучил мозокот, двајца да го вклучиле мозокот после таквите изјави од било која од тие мети што ги кажувате, е многу поголем успех отколку сета таа еуфорија врз која што се шлепа националистичкиот македонски империјален концепт. Пошто ова е веќе империјален концепт. Па добро, немаме баш многу тенкови оружји, но кој можеше да биде империјален. Да, ма тоа е среќата. Знаете како тоа е она како јас сега си замислувам дека сум огромен, а уствари или дека имам 2,5 милиарди долари, а имам 100 денари во џеп. Значи македонците тоа го живеат со овој националистички сон. Минатата недела, почитувани гледачи, 2 колумни класично го политизира македонското јавно мислење. Првата колумна е колумната Ниле Димовски, која во својата колумна кажува дека всушност овие големи успеси на кошаркарите и на ракометарите се доказ на успешноста на владената политика со изградба на тие спортски сали. И втората колумна е таа контроверзна колумна на Гордан Ѓоргиев со наслов "Сите патриоти правец во Ниш". Со ставовите изнесени во таа колумна, Гордан Ѓоргиев беше буквално масакриран од провладените медиуми во Република Македонија.
на крајот со ставовите во таа колумна на Гортан Георгиев, не се согласи или на индиректен начин се дистанцира од тие ставови и раководството на СДСМ преку соопштењето на презаток Бранко Црвенковски испратено до јавните медиуми. На тој начин за прв пат во историјата на СДСМ презаток Бранко Црвенковски на одреден индиректен начин се дистанцира од ставовите на еден од своите потпредседатели. Самуил Малчевски беше поранешен председател на Сојузот на студенти на Македонија и во 2 наврати беше сериозен кандидат на ВМРО-ДПМН да биде иден министер за образование. Кажете ми во која мерна единица вие ќе измерите дека јас повеќе сакам Македонија од вас? Не знам, тоа треба Илија Димовски да прашате. Јас не сум ја читал колумната и не можам да тогаш бевте говорам. веројатно во Белград кога навивавте, тој ден се погоди. Кој ве пратија со воз? Не, значи сега само ти со воз никој не ме пратил, паѓате. Значи сам си отидовте. Сам си отидов. Добро, сега на пример пеете Гоцева раса. Јас знам дека Гоце бил многу црномањес човек така. Карлес, што би рекле ние македонците, ама до толку црномањеско Боме Келев да бил, не ни претпоставував како може да пеете Гоцева раса на Боме Келев. Мислам, тоа ми е прашањето. Објективно и најреално е дека ние сме многу исполитизирано општество. И дека ки нас спортот и политиката многу се мешаат, дури на пример и не само спортот, било кој успех, било кој успех. Че ние треба да сватиме дека време е тој концепт да го напуштиме во оваа држава. Па не гледате дека владата помалку наликува со своето однесување на Хрватска во време на Туџман. Значи, јас не искам да политизирам интервјуто, меѓутоа полека наликува една фамилија. Има целата власт, во рацете на неколку луѓе е сконцентрирано цело богатство, има една целосна политизација на спортот. Тоа што Туџман го правеше со Динамо, да биде спортски хрватски клуб кој ќе ги представува хрватите во Европа, тоа се прави, не знам, МЗТ Скопје, не знам репрезентацијата во ракомет, не знам репрезентацијата во кошарка. Симптомите се исти. Дека во поинакво време, значи прво е во поинакво време. Тоа е проблемот, дека е поинакво време, да беше пред 15, ќе беше можеби нормално. Сега веќе опортуно на некој начин, историски опортуно. Последнава година дена сум надвор од тие политички процеси, едноставно се посветив на науки на мојот докторат и ги немам анализирано за да можам да го кажам тоа. Дека има такви симптоми провејуваат тие симптоми. Но знаете, после победата 2008 на изборите на ВМРО-ДПМН веќе прерасна во движење, тоа не е политичка партија. Тоа е отворен концепт во кој што сите учествуваат во некоја мера. Тоа е нормално е да се отворено општество, ко Сорос, сакате да кажете. Па не, сега Сорос има страшни финанси во ВМРО-ДПМН, не верувам дека ги имаат тие финанси. Како структура, не зборувам за поединци. Колку све пари се трошат, некаде околу 3 милиарди евра од буџет на државата и што све не се прави, не би рекол дека се многу сиромашни. Видиме кој све купувал куки во Злокуќа, некој све правел ова, во Пласница купувал и така натаму. Значи луѓе кои дојдоа во Скопје, што се вика, со едно мало торбиче, сега ќе се вратат со цели вагони. Кој ќе напуштат главниот град? Немам такви информации, значи пак ти кажав, една година сум надвор од тие процеси и ги немам пратено, не можам да коментирам. Колку пари траше Бучин да стане европски шампион, а подосна и светски шампион? Прво треба да се има многу знање, големо срце и голема душа, а после материјалните средства се многу скромни и многу малку. Добро, од прилика, бидејќи ние сметаме дека тоа треба многу пари, не знам, во фудбал слушаме колку трансфери се прават, колку пари за еве во борење Бучин. Одговорно тврдам пред македонската спортска јавност дека Бучин Јака стана клубски европски шампион со 50.000 евра. Со 50.000 евра? Да. Еве поздрав и честитка за големиот успех од Милан Ерцеган до нашиот председател. Стигнуваат честитки од сите страни. После заменувањето на Ванчо Чифлиганец од Бучин, компанијата беше продадена на бугарски мултигруп, на чие чело се наоѓаше Илија Павлов или поранешен функционер и офицер на бугарската 6-та управа. Ефектот од тоа беше видлив, бидејќи Бучин никогаш после тоа не го повтори тој голем спортски успех. Ванчо Чифлиганец беше на 2 пати пратеник од редовите на СДСМ, меѓутоа после таа смена во Бучин ги поправи своите односи со ВМРО-ДПМН и преку својот кум Газданини, кој стана газда на Македонска банка, направи добри релации и со Никола Груевски и со Љупчо Ѓорѓиевски. Бучин го постигна најголемиот успех на македонскиот спорт во последните 20 години, станува европски, подосна и светски шампион во борење. Никој после тоа, Кометал стана само европски шампион, никој после тоа ни приближно не се доближува до тој голем успех. Бучин 95 година беше на 4 октомври, на 5 октомври беше
првиот клупски европски шампион во борење слободен стил. Значи декември 95-та година. 95-та година во октомври месец беше Значи тоа. никаде пред 16 години, 2-3 месеци. Така, али тоа моите свежи сеќавања како вчера да се биле. Вучим Јака од Европа, светски шампион. На второ место Девид Шулц од Америка, на трето Риверс од Африка и четврти Никон од Јапонија. Кога ги гледам овие руски големи олигарси или текуни, купуваат клубови по Велика Британија, купуваат клубови по Франција, некои инвестираат во Италија и така натаму и така. Значи сите тие своето богатство и парите ги вложат во спортот, сметајќи дека спортот на некој начин најдобро како реклама ќе им ги врати тие пари. Кај нас тоа не е случај. Минчо Орданов е само уште во спортот од големите директори. Се обиде Силјан Мицевски да го реактивира Пелистер, нешто не успеа. И главните активност на овие големи директори да купат 1000 карти за ракомет сега минатата недела. Друго не прават ништо. Па јас мислам дека ние не можеме да споредиме со тие олигарси, тајкуни што ги велите, бар јас за себе и за многумина во Македонија, ние сме афионово зрно во однос на тие и во бизнис, и во капитал, може би само го имаме желбат, ентузијазмот. Успеваме да победиме големиот македонски празник и носи среќа на нашите ракометари. Разбуди се ја поставува дилемата како клетите шиптари на крајот може да навиваат за Македонија. Истата оваа групација Разбуди се со своето политизирање ланската година на калето ги предизвика тие меѓуетнички односи до работ на одреден меѓуетнички инцидент. Многумина смета дека Разбуди се на некој начин е невладина испостава на политичките ставови на Дуј и всушност Разбуди се го кажува тоа што Али Ахмет и Дуј го мислат. Добро, ви има ли Дуј под контрола? Значи сите шпекулации кои се прават во Македонија дека Разбуди се под контрола на Дуј и да чекор понатам велат поранешниот председател на Разбуди се господинот Груби сега е шеф на кабинет на Али Ахмети. И сите сметат дека Али Ахмет и Дуј имат многу сериозна контрола врз Разбуди се, дека Разбуди се всушност го кажува тоа што Али Ахмет и Дуј не смеат или не сака да го кажат да не го налютат по стариот коалиционен брат ВМРО да помане. 5 години се 5-6 години веќе ова се мачиме, но посебно првите 5 години да речеме до моментот кога Груби премина во политика, се мачиме да докажеме дека апсолутно никој не барем јас и работата што сме работел активност што сме ја имал во Разбуди се не може да ја контролира никој. Многу се изнамачивте. На првата кривина председателот ви замина шеф на кабинет на Али Ахмети. Не, ни прв, ни последен случај. Ептен се измачивте. Мишно ти дека ми дотачи на пример тук отиде баш кај Али Ахмети. Најголемите политичари, тоа е лично убедување на не е лично. Сите шпекулации беа дека Разбуди се е спортска испостава на Дуј. И вашиот председател господин Груби со трансферот во редовите на Дуј тоа го потврдува. Тоа го потврдува неговото лично убедување и личните политички убедувања на господинот Груби, но тоа не е Разбуди се. Господинот Груби е основач, главниот иницијатор на Разбуди се, но таму имаше многу членови. Мене малку ми е чудно, морам да ви призна. Обично мислам дека овие Дуи се така планинари. Од спортот едino можат скијање со пухање, значи биатлон нешто да практикуваат, пошто тоа име спецификација. Одеднаш гледам они покажувате за други спортски манифестации интерес, не знам, па кошарка, па ракомет. Па во Зајас нема фудбалски клуб, а братот на Али Ахмети бил делегат на собрание на Фудбалски сојуз на Македонија, што значи дека е многу интересна спортска констелација во рамки на Дуи се развива. Искрено тој податок не го знам, сега го слушам од вас. Ама знаете дека во Зајас нема фудбалски клуб, пошто сте од Дебар. Тоа знам. Добро, Зајас нема планинско место, знаете. Нема планинско место, нема каде да се игра. Близко, но видите, јас тенис никогаш во рака не сум фатил, но мене ми убаво да гледам и да коментирам. Визградија во селото тениско? Вимблдон. Не, кај нас во Дебар не е село, Дебар е најголемиот град во Македонија. Да, мислам некој местенце околу Дебар, зашто обично по селата градат. Не, таму имаме само за сега само спортски терени. Па ќе ви дојде или Муса Џафери, да не изгради тениски терен. Да, или Муса Џафери или Абдулаки Мадеми ќе дојдат на сечење на ленти. Ако сте запознати со менталитетот на дебарчани, ќе види јасно дека сигурно нема да дозволиме такви работи кои се непотребни. Не.
секој спорт, независно дали и тенисот, зашто да не од кај да знаеш, утре може ќе изде некој талент од Дебар или од околината, па и од Чаир или од Зајас, кој може да биде нов, да речеме, Слободан Живоиновиќ или Ѓоковиќ или... Па не може талент од Зајас друг да излезе, Али Ахмет излезе, се треба 100 години да чекаме. Не, јас зборувам за тениски талент. Јас зборувам за тенис или... Ја мислев нешто кошекарич, стрелаштво и така. Не сум бил никогаш на настан каде што стрелал. А не сме били ние, ама така кажуваат. Дека бил добар стрелец. Па се дал бил добар стрелец, не знам. Ние сме, барем јас сум по што се вика по домашно воспитување, да верувам дека некои нешта се така како ги кажува, така да. Друг од има кодно име стрелец, не со Али Ахмет, ама вела дека добро стрела и тој. И тие кодовите не ги знам кој како што код има, но викам, да веруваме на луѓето дека знаат да стрелат, но за спортско стрелаштво зборувам, не зборувам за другото. Да се стрела важно, па со спортско, не спортско, тоа веќе не е ни толку важно. Не знам дали толку важно да се стрела. Може ли ова работа под контрола се држи? Овој дух на вулгарен национализам кој излезе, кој се пушти на спортските терени? Мислам дека може, но треба да се свати дека е тешко. Сепак тоа се некои работи кои се млади деца претежно. Да, млади деца кои се учени од некои други. Не само што се учени, тоа е веќе постконфликтна генерација во Републикама. Значи ние имавме на посттранзициона. Сега доаѓа таа постконфликтна генерација. Гледате што се случува во Србија. Значи тие постконфликтни генерации се на некој начин генератори на тоа вулгарно националистичко однесување по спортските манифестации, хулиганизирање и така натаму и така натаму. Во услови на една ваква економија кај што имаме толку голем број на невработени и на огромна сиромашија во Македонија, е многу лесно да се манипулира со луѓето. Баба ми покојната викаше кога немавме на децата да јадеме, им кажувавме приказни за да заспијат без да бидат нахранети. Денеска во овие услови кои луѓето се на раб на огромна сиромашија, зборам за голем процент на луѓето во Македонија, па и во регионот, е многу лесно да се манипулира со луѓето. Останете со нас и по рекламите, опростете финалето на нашата вечерашна емисија. Well, now you see, I have grown up. Your smile is like a piece of luck, though I don't see it enough. I'll be trying. You gotta look through my happy eyes. Look through my happy. Се е лесно, кога толку многу ги сакаме. Бекутан. 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивке, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мела. Повелете, комшија. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Повеќе од половина од сегашната репрезентација во ракомет на Република Македонија своите први чекори во ракометот елита ракометна школа ја правеле во Битола. Повеќе од 10 години поранешниот министер за култура во владата на Република Македонија Благој Стефановски беше и прв човек на ракометниот клуб во Битола. Од 90 до 2000 година се тие златни години на битолскиот ракомет, најголемите успеси на Пелистер, полуфинале со Лемго на купот на победниците на куповите. Да, и во куп шампиони со Фленсбург која победивме тука и таму. Со многу ние бевме силна екипа, германските екипи не можеа да се носат со битолскиот клуб. И тоа трае некаде до 96-7 година кога се случи таа афера со Тати, кога таа финансиска звезда во тој момент на Силјан Ницевски почнува да бледне, што се вели. Влезе финансиски полиција мислејќи дека имаше една додавка на там ракометни. Жените имаат тат, мажите беа
таму. Значи финансира тогаш. Во тоа време го враќаме Манасков, ако се сеќате, јас отидов во Германија и го вратив Манасков. Пепи Манасков. Пепи Манасков. Го исплативме на сума која што од Германија да се врати, тоа знаете, една сума позамашна и мислам дека беше добро во тоа. Имаше пари Пелистер тогаш, па и Манасков да му плати да се врати. Па да. Да игра за Пелистер. Во таа своја наивност јас отидов и носев кеш пари таму да му дајам на Пепи. На Манасков. На Манасков, да. Силјан Мицевски беше главен финансиер на Пелистер во времето кога битолскиот ракомет ги прави тие своји најголеми успеси, а минатата недела беше спомнат како човекот кој платил 10.000 евра за купување 1000 карти со кои ги испрати македонските навивачи да навиваат во Белград. Ако ве интересира да средствата за картите кои треба да се купат, тоа се околу 10.000 евра. Секако поголеми се средствата за целокупната организација која учествува Пелистер за ова европско првенство. Многу ми насмета дека Силјан Мицевски тоа го направил бидејќи има политички амбиции повторно да биде градоначелник на Битола, меѓутоа сега од редовите на ВМРО ДПМН и како одредена компензација за големите тендери и сделки кои ВМРО ДПМН му ги дава во РЕК Битола. Сите овие или најголем дел од овие коментари кои сега во Србија одлично ја презентира и ја представува Република Македонија од Кира Лазаров, од Наумче Мојсовски и така натаму. Сите имаат поминато низ Пелистер Битола. Само Миркуловски и Алушевски и така сите натаму. за тие деца на Пелистер. Не само ти, нема кој не поминал од таа школа. Само последно време, ето викам, се јавија Миркуловски и Ристевски, кој не помина, инаку Ангелов, оние сите сме ги носеле на 15 години. Значи како млади. Како млади. Како еден инкубатор на таленти. Така, бидејќи ти најнаш не се ствара голем ракометар. Дали Кире Лазаров како дел на еден политички договор дојде од Свети Николе преку Велес во Битола и дали во таа конструкција на неговото доаѓање во Пелистер учествуваат поранешниот пратеник Слободан Даневски, Слободан Најдовски и Благое Стефановски. Интересен е тој трансфер на Кире Лазаров од Свети Николе во Битола. Вие тога сте председател на клубот и сте и пратеник во собранието на Република Македонија. Како Кире Лазаров доаѓа од Свети Николе во Битола во Пелистер? Кире од Свети Николе оди во Велес. Една година игра на крило со 15 години. Значи игра на крило, не на бек. Крило, не на бек, да. Претпоставам заради неискуство и ова. Ние во тоа време на тие позиции го имаме веќе Новокмет и Мирза Медов. И од Русија, кој скапо го плаќате? Па не многу скапо, али добро, скапи се игра. За македонски прилики, да. Да, сигурно. Меѓутоа бараме потенцијал кој ќе види, кој ќе утре ќе може да го замени Новокмет. Бидејќи Новокмет веќе се интересираат други екипи, тој го носиме од кај тренерот Гужва Јевремовиќ, кој беше и селектор. Го носиме во Битола и веќе 7 години 8 и ние размислуваме која е иднината, значи покрај Иве го носиме Темелков Малију исто од Велес. Тој не знаеше како да потпиши, како викаше тоа, не знам, многу ми остан печат, што е воа, бе, што е воа? Викам потпиши, не прашаш, нема да те. Така Темелков го носиде. Така воа, што е воа, ова е интелигентен. Кире Лазаров. Кире е опасен, вака, ги знаеше. Веројатно татко му беше бивш ракометар и јас преку парламентот Слободан Најдовски, тие беа во либерална партија со Слободан Даневски, направивме да се сретниме во Слободан Даневски кој беше пратеник од Свети Николе. Од Свети Николе, а Слободан Најдовски член на управата на Пелистер од либерална демократската партија. Чарли, либерална партија, тоаш беа и либерална партија, мислам, или не знам, можда и либерална демократска. Па некаде во 97-8 година се споија Петар Гошев и Стојанандов и направи либерална демократската партија. Ова е периодот, мислам, која беа либерална само. Значи која беа либерална. Да. И мислам многу коректно Слободан. Значи Слободан Даневски беше и тренер на ракометот. Значи и пратеник и тренер. Играч беше долго време име добри. Се го спомнат за овие аферите со Џумаили и така натаму, да. Значи тој ви помага Кирела Заров да дојде. Еден од најзаслужени, многу искрено се ангажира. Добро, бренд беше Пелистер. Сите играчи сакаа да дојдат. Не само тука, од поширокиот регион сакаа во Пелистер да доаѓаат. Новокмет како репрезентативец, младински. Значи малце има и политика во доаѓањето на Кирел Лазаров од Свети Николе преку Велес во Битола. И јас директно се ангажирав да Кире добие третман така на повластена личност. Живееше во хотел, во гимназија, кај што има проблеми да оди тоа добро да не се случи некоја да изгуби година нешто и Кире Лазаров е по мене и го чував до крајот, до своето заминување да остане и тој мислам дека исто одговори многу коректно и мило ми е после тоа тој замина следната, значи гарнитура го продава и заработи доста, не знам колку, 80.000 евра во тоа време зеде од Загреб.
Погледнете ги рекламите, се враќаме за една минута да одјавиме нашата вечерашна емисија. Стариот добар проколин од сега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дец веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша бело. Повелете, комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.